Добар ден, драги гледачи. Денеска е 1 април, односно си знаете. Ден на шегата. И може да почнеме директива. Тина, што си маскирана ти? Мјао, добар ден, драги гледачи на Црвена линија. Денеска сум многу расположена да гребам, ама и да ве прашувам. Ама овој до мене не знам кој е. Кој си ти? Јас сум Тео Макро. Почнуваме со нашата денешна тема. На макро или на ангро? Мјао. Како и да, денеска ќе бидеме малку несериозно сериозни, а тоа значи дека имаме една тема на која што најмногу одговор можете да ни дадете само вие, мјао. Да, денеска ве прашуваме кој според вас најмногу лаже во Македонија, мјао. Ако веќе вас ве прашуваме, исто така идеме на нашите социјални мрежи, односно на Црвена линија на Инстаграм и Телма телевизија, на нашето анкетно прашање, која денеска малце не е поразлично од нормално. Не е да гласате само со да, не, малце го свртивме денеска. Просто прашање, едноставно, кој е број еден лажго во светската политика? И сега тука, ако може и вие да видите, правилото си е најнормално, кај type something, не знам зашто кај вас не го може да гледате, но Инстаграм ќе ви даде како мало прозорче кој е број еден лажго во светската политика и кај type something пишувате вашата порака и ние нормално ќе прочитаме што вие ќе ни пишете. Така, сега на 023076677. Добро, подгответе се и одговорете за Црвена линија. Кој според вас најмногу лаже во Македонија? А во продолжение... Што не смете да пропуштите, Тина? Што ќе се гледа вечерот? Така, она што мјао не смеете никако да го пропуштите на денешната програма на Телма телевизија е следно. Политика или статистика? Какви дилеми отвори пописот? Дали сите добија шанса да се попишат? Повикот за бойкот, одзив само кај македонците. Зошто етничките индикатори се поважни од иселувањето на младите? Во топ тема политичка дебата за пописот со Снежана Калеска-Ванчева, Илми Азири и Љупчо Пренџов. Гледајте топ тема вечерва во 19 часот и 15 минути со Сања Васики. Така, сега е време да видиме изјавата на претседателот Стево Пендаровски во врска со 1 април, денот на шегата, дали македонските политичари лажат. Па предлагам да го видиме. Денес е светски ден на шегата. Дали македонските политичари лажат, дали ја зборуваат вистината? Каков е вашиот коментар? Што и да одговорам, бидејќи е 1 април, ќе речете дека не ја зборувам вистината. Инаку да кажам дека оден со поинаков еден политички речник, нашите политичари, како и сите во светот, не секој пат ја кажуваат вистината, а особено не во изборен период. Ете, тоа беше изјавата на претседателот Стево Пендаровски. А сега ни јавија дека имаме гледач на 023076677. Одеме со вклучување на првиот гледач. Добар ден, мјао. Добар ден. Добар ден. Според вас, кој најмногу лажа во Македонија? Најмногу лажат политичарите. Од почеток до крај. Добро. Од почеток до крај. Сите политичари. Пендаровски, Ковачевски, Заев и ред други. Пријатно, благодарам. Благодарам. Останете со нас, а во продолжение ние имаме еден многу важен гостин. Вклучување во Црвена линија на господинот Никола Груевски. Дали го имаме? Така и гледаме како скромно се живее во Будимпешта. Ако може малку по ваше лево би било сигурно. Полево. Е, така. Ајде подесно. Десно. Ама вие со камерата. Вие во камерата. Добро, гледате така па цели да ви видиме, господине Груевски. Како сте, мјао? Добар ден. Најпрво да ви се заблагодарам на поканата. Тебе, Тина, и тебе, Тео. Одамна вака не ме повикал некој од мојата родна земја, па ми беше задоволство искрено
да учествувам како гостин во вашата емисија на Кватко. Па е, прво прашање, како ви оди до сега со унгарскиот јазик? Како се вика на унгарски април и лили? Така. Па видите, ја не можам баш многу да се пофалам на тоа искрено, али нешто што ја би го кажал у тие моменти би било шегеш април, нешто така би, мала шега би ставам. Шеш беш, да. Да. Април би секако мислам, тоа, како да ви кажам, тоа е тоа, мислам, со јазикот ја не имам многу време овдека исто, како знаете, јас сум многу зафатен човек пред се. Така, да не ви одземе многу времето, одниме на второ прашање. Сега во Македонија се шири лага и тоа не баш денес денот на шегата, дека граничниот премин во Албанија, кај Дебар, ќе го носи вашето име, Никола Груевски, а.к.а. Гепек. Има ли вистина во сето ова? Што велат вашите сознанија? Искам да ти кажам, јас се расмеав, како да ти кажам. Мислам, ако се народот му е интересно вакви работи, нема проблем. Меѓутоа, јас сакам една работа да потенцирам, мислам, ностоп сум во текст со работите таму и можам да кажам дека у Македонија секој ден со овие по оваа политичка сцена која што е моментално е денот на шегата, освен денес, кај што треба да го крстат денот на вистината. Така, една моја потокување. Вие мора да признаеме сте поинтересни од народот. Инаку се знае зашто идете бргу, мијау се троши. Сега во Унгарија имате и фирма, слушаме и повторно сте се фрлиле на работа. Дали е вистина дека имате кампања? Купувајте унгарски производи. Да. Видете вака, филма. Јас, како што знаете, морам да работам нешто. Мислам, јас сум таков човек пред се. Иначе, мислам, не би отворила таква кампања, доколку би отворил, би била некоја, како да пример, пошто јас сум сепак Македонија ми е во срцето, би гласала купувајте македонски производи во Унгарија, Маđarска, како да сака да кажете. Так, и сега одиме малце спортско прашање. Дали следите фудбал? Бевте ли во Палермо, во Порто, или па сепак Унгарија си Унгарија? Да, секако дека сведам, значи ја и претходно, знаете, јас сите утакмици кога сум имал можност сум ги сведал и директно на место. Сега, за жал, не таква ми е ситуацијата, не можам да си дозволам, меѓутоа ја сведам активно и многу се извадував. И знаете, сепак јас морам овдека, сега имам и друга обврска една, ја морам да ја платам и унгарската репрезентација, фудбалска репрезентација у исто време, така да малку сум по-астргнат на тоа поле. А се пласирали унгарците? Мијау. Па да ви кажам, мислам дека не се пласира, меѓутоа, како да ви кажам, победничкиот дух секогаш останува тука. Така, ја како една мачка многу сакам хауби на автомобили и знам за вашиот Мерцедес и слушам дека многу мијау слабо ви го возат, не го држуваат, многу е валкан и најдобре да се го земете во Будимпешта. Тука ви пропаѓа. Што возите деновиве? Тротинет? Дали пунтото може би се уште вие во возна состојба? Мијау? Да, па видите, јас од секој сум преферирал физичка активност, така да претежно одам пеш, а доколку нема услови нормално, го користам јавниот транспорт. Пред се, значи дали трамвај, автобус, метро. Автобусите иначе овде се, можам да кажам, дури полоши од тие што ги имавме ние, меѓутоа сега со оглед од нивното одржавање што ги имаме таму во Скопје, не знам, не можам ништо да тврдам. Така да, тоа е тоа, генерално, јас... Да, дали се бесплатни? Како? Дали се бесплатни? Бесплатно ли? Не, значи не е бесплатно. Сепак овде Будимпешта, знаете како е тоа, да. Нема бесплатни, така да тие работи ние кои што ги правевме, еве јас повторам, нема на друго место. Така, и сега гулаш сигурно знаете, но дали научивте да правите сатараш? Да, па како не, видите, јас знаете дека сум
Јас сум домаќин пред се во основа и на работа кога работам, значи мене дејноста домаќински се поставувам, а кога сум во кујната секако јас се снаоѓам многу добро и еве една тајна ќе ви откриам, сите рецепти во Маđарска, главната состојка им е, основната состојка им е комит и тоа многу комит. Господин Мјао Груевски, благодарам што се вклучите. Останете сигурно, ќе се сеќавате многу добро на нашиот следен гостин. Мјао, во Будимпешта се е добро, се гледа. А вие, драги наши, гледате Црвена линија. Не забравете Мјао 02-307-6677 и одговорете му на овој макро до мене. Кој најмногу лаже во Македонија? Така, покрај нашето анкетно прашање на Инстаграм, поставивме и анкета на Фейсбук. Тема на денот, денеска е денот на лагата, кој највеќе лаже во Македонија? Лекарите, политичарите, трговците, арамиите, медиумите, наставниците, рибарите, банкарите. Ве очекуваме во коментари, вие да даете ваше мислење. А сега имаме тука едно нормално денот на шагата, апостол статистичаро и најмногу лажат политичарите. А за рибарите одамна е познато. Знам, пошто имам рибар дома. Ето, така ни одговоривте, а сега е време да се вклучиме некој одгоре. Го имаме господинот, односно не можем јас господин да најавам, другарот Тито го имаме на линија. Јас ке станам. Како сте? Како е горе? Па, прво да видимо дали нам е веза добра, другарици и другови. Ако е добро, onda можемо да продолжимо дале. Па секако, помина 42 години, одлична е мрежата се уште со вас. Како е горе ќе ни откриете, а денес е денот на шегата. Има ли некоја прослава со Кастро, се гледате ли Мјао? Прво да вам кажем, горе јака гужва била око короне, тако док сместимо све и тако дале. Ево сад се мало смирила ситуација. Што се тиче Кастра, šta ja znam, on još uvijek kao da je pod sankcije, niti slabo jede, slabo pije. Ja mu kažem da mi donese neku puru, nikad me niste vidjeli bez pure, evo sad sam bez pure, nema ko da mi donese. A Castro kao Castro, znate, samo se boji svih, posebno Amerikanaca gore, svi koji su došli kod nas gore, evo sad je i došla i Olbrat i od nje se plaši gore, tako da retko se vidimo, da vam kažem. A što se tiče, mi odozgo sve gledamo, ja vaše emisije gledam, evo malo pre sam gledao ovoga koji je pobegao tamo u... Crvena linija. Imate li nevrzani tamo se ušte? Pa da vam kažem, ima ih oni koji su nevrzani ili nevezani, kako hoćete. Oni su uvijek na stranu negdje. Mi se družimo ovamo, pijemo, tu su ovi iz Rusije, Hruščov, pa onda šta ja znam, Brežnjev, pa Jelcin. A oni nevezani, što su, znate, kao da su odvezani gore, tako da sa njima slabo komuniciramo. Така, друже, господине Брос Тито, пред се, драго ми е што ве запознав во живо, преку Skype, ali to je to, znamo, пак svejedno je. Многу пати сум ја чул изреката за која вела дека е ваша, где е шала, ту е омладина. Што значи тоа и што сте сакали да кажете во тоа? Htio sam da kažem tada, ko ima takvu dobru omladinu kao što smo imali ranije, ne brine za budućnost. Ali sad je obratno. Ko ima takvu omladinu koja želi da napusti svoju zemlju i da se zaposli negdje tamo, šta ja znam, u Njemačku, Italiju i tako dalje. To više ne važi sad jada. Ko ima takvu omladinu koja ne želi da ostane kući, to da vam kažem nije dobra omladina. Jeste zadovoljni odgovorom? Одлично, како и секогаш, другар Тито. Ама знам дека како што гледавте од доле се, сега и од горе гледате се. Како ви се допаѓа нашата емисија? Еве, пред вас гостуваше вашиот пионер Никола Груевски. Дали го слушнавте неговото излагање? Jeste, čuo sam ga, ja želim da ga pozdravim i ujedno da kažem da Gruevskoga i mi često zovemo odavde, nešto što ima. Međutim, on priča nešto mađarski, pa onda makedonski ispomeša da ne bi mi razumeli ovaj. Ja sam ga pitao zašto svima je podigao spomenik, tamo samo meni nije digao na ploštadu. Neki drugi su tamo stavili spomenik, a moj spomenik tamo nije, i znate, nije mi odgovorio šo, pa ša majma, ša lijepa, ša nešto na mađarskom i nisam mogao da ga razumem. Так, господин Амброс, не знам дали следите, во Македонија
Само што се објавија податоците од пописот. Во пописот имаше и 349 југословени. Зошто толку малку? И имам уште едно исто така подпрашање. Зошто не ги впишавте бугарите во уставот на СФРЈ? Znate šta, Jugosloveni su malo dole ostali, većinom su došli kod mene gore. A ovi koji su ostali dalje, čini mi se da nisu, baš iz inata su se pišali da su Jugosloveniji. Što se tiče, šta je bilo ono drugo pitanje, kako beše, oko Bugarske, jel tako? Tako, tako. Pa Bugari su me molili da im ostavim Pirinjsku Makedoniju. To smo ja i Đorđe Dimitrov dogovarali da vam kažem, i on na kraju se složio, bio je, kako da kažem, jako zadovoljan što smo mi popustili za malo da im uzmemo i Pirinjsku Makedoniju, jer su bili na pogrešnom mjestu ranije dok je bilo od 41. do 45. godine. Tako da se zna da je tako bilo i danas je tako, drugarici i drugi. Nemojte da zaboravite ono što vam kaže Josip Broz Tito. Другар Тито, дали да беше тавариш Путин на местото на тавариш Сталин, ке го кажавте историското нет? Da, isto svima bi rekao, i Putinu bi rekao njet. Samo ako u pitanju neka ženska, tu ne mogu da kažem njet. Jer ja sam obožavao ženske, svi znate da su sve bile moje, lepe žene i tako dalje. Gore ima li ženske mjau? Da, je. Ženske mačke ima gore? Ima ih dosta i dan danas mi se udvaraju gore, međutim, kako da kažem, od Jovanke ne mogu da krenem ni glavu, ništa. Tako je dole bilo, tako smo pred kraj mog života se rastali, evo sad ćemo da se rastane, ne mogu više ovako da podnesem. Tako lepe ženske dolaze gore, a ne mogu ništa da uhvatim. Evo, sad je došla ona iz Amerike, Albright, tako lepa, tako dalje, ne mogu ja ništa da vam kažem šta ćemo dalje. Да, господине Броз, јас сум бил во вашиот кафик на Партизанска и да ви кажам право, макијатото не е баш најдобро, не е битно. А и ако може сум читал за вашата секако мок и за вас да направите на Партизанска кога ќе паркирам пред кафиќето, да не ми ја дигаат колата, дека гледам има коли, не ги ни пипаат. Ќе може Ford Focus од старите СК 277 ТТ. Preko veze hoćete nešto, dobro. Da vam kažem, ja ću sada da angažujem ili Kiru Gligorova ili Borisa Trajkovskog, da interveniše tamo. Ne može nešto što nosi moje ime, tako, da bude tako degradirano da nema gdje da se parkiraš, da ti oduzmu kola. Ja mislim da su to namerno radili. Čim piše Josip Broz Tito, onda uzmemo kola i tako dalje. To ćemo da sredimo, drugarici i drugoj. I na kraju da vam kažem što se tiče tog popisa. Znate na šta liči ovaj popis? Na svadbu. Niko nije zadovoljan. Nevesta od mladoženje nije zadovoljna. Mladoženje od neveste. Na svatovi nisu. Jedino je muzika zadovoljna jer su sakupili bakšiš i to je sve, drugarici i drugovi. И за крај, мјау, дали може да ни кажете од овие доле, другар Тито, според вас, кој најмногу не лаже? Mjau. Pa da ste me pitali ko iskreno govori, onda bi vam odgovorio, ovako ne mogu da kažem. Takmiče se svaki dan. Jednom je bio Zajev, Zajeva, na primjer, danas intervjušete, pitate ga nešto, on kaže, nema problema, sve je rešeno. Kad ga sutra pitate, da li stojite na to što ste pre neki dan govorili, on kaže, ja nisam govorio, ne znam ko vam je govorio to. Tako da, tu smo negdje, mislim da svi, ali Zajev je bio najbolji, da vam kažem. I ovdje mi svi gore što smo slažemo se da on je najbolji. Благодарам многу, другар Тито, и се гледаме горе. Довидување. A Boga mi da kažem, Или ni доле. ovdje nije lako. И доле фалите. Svi jednom drugome falimo. Vi nam falite gore, mi Благодарам dole i tako многу. dalje. Гледайте Da црвена funkcioniše линија. nekako ova zemljina lopta. Благодарам многу, а сега е време на вас. Мјау прфр, значи на 0230766777 ве прашуваме. Според вас, во оваа Македонија, кој најмногу не лаже? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас двајцата и нека ви е денешниот ден среќен како април и лили. Како април или? Така е. Да. Излажавте ли некого утрово? Најголема лага денески, не знам дали чувте. Најголема денески лага врза Христијан Мицковски со 2 добиени пресуди. Еве кој е најголемиот лаж во Република Северна Македонија. Христијан Мицковски, кој ги лажи 4,5 години граѓаните
дека ќе ги носи некаде, ама не знам кај ќе ги носи, во некоја река да не ги дави. Кажавте име, но да не објаснуваме и предолго и да образложуваме и да се држиме до еден секако говор кој што ќе биде во духот пред се на шегата. Продолжите. Не исчезна гледачот мјау. Добро, јас сакам малце се подсетиме на почеток на нашето анкетно прашање на Инстаграм, дека претходно не успеавме. Црвена линија, Инстаграм, вака. Кој е број еден лажго во светската политика? И сега вие што треба направите, кај type something си го пишувате вашето мислење, вашето одговор секако и ние ќе го прочитаме. Секако ова е малце поразлично од нашите обични како дане анкети, ова е малце да напишете вие, да ве слушнеме. Па може би најголем лажго е некој што се вика Дане. Мјау. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали сум во емисија? Црвена линија. Добро, кој најмногу лаже? Па се знае, број еден, политичарите. Нема тука воопшто дилема. На светско ниво, сега е најактуелно оној зелениот во Украина, како се викаше, зелен, Ски. зелен, нешто на зелено беше. Добро, мислам дека е тој број еден сега, води, а на домашно се знае, повторно. Во оној црпнатиот, како се викаше, го заборив, па после него кој дојде и тој, не знам, тука се негде во близина, тие се, мислам, на домашна ниво, број еден. А што се однесува на број 2, вие сте новинарите, медиумите. Мјау. Па тоа е на висината што многу боли. Таблоидите. Медиумите, ако не лажат, тогаш манипулираат. Значи, ако не лажат медиумите, тогаш манипулираат со вистината. Сега, дали сте вие, као медиум, или некој друг, или трет, не кажувам, секој ќе се препознае. Ја не знам зашто се изненадувате. Медиумите се тие што манипулираат со вистината и со народот. И се уште само ви прашал, ова наистина во живо беше емисија? Ова е во моментот во живо. Видов еден скеч, па помислив дека тоа од пред 5-6 години некој скеч, па ми беше малце чудно. Скеч од пред 5-6 години имавме скеч, имавме разговор со другарот Тито и со Никола Груевски од Будимпешта. Да, ама тајмерот за жал помина. А секако веќе кога ги спомнавме оние за кои што сметате дека се скеча, всушност ни беа гости. Големо браво и благодарам пред се до господинот Ранко Рангелов, кој што се представи како Јосип Броз Тито, и секако уште поголемо благодарам до Бојан Арсовски, кој што беше ака Никола Груевски од Будимпешта. Еве, за оние кои што можеби нешто подоцна се вклучија. Се коментирали Имаме нова порака на Facebook од Драгче, која гласи: едноставно е многу. Во Македонија никој не лаже. Мјау. Мјау, јавил, мјау. Добар ден, велиме за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. Добар Кој ден. најмногу лаже? Добар ден. Добар ден. Па кој најповеќе лаже? Па Ранко Рангелов хубаво кажа, број еден Зоран Заев. Водеца се колнеше, па на крајот продаде Македонија. Значи прв лаж во Македонија, во ова слободна држава, нова, да речем, од 91 година, такво лажење никој нема направено. И се надолу од политичари страна. Нема што да мислиме. Зина излаже човекот. Меѓутоа, ко нашол, да речам, мирен народ, па може го оцени дека може да лажи и што сака да му прави. Ево ви сега како што не лажат со преговорите со Бугарија, како Америка што не излаже да си го смениме името. Све то лажи лага до лага. Само пак ќе речам, или на улица или ништо. Еве мене мјау да ми одговорите кој може би повеќе лаже, мажите или жените, или еден сме. Тео? Јас не знам, ја ќе си прекутам за тоа, ќе си кутам, не. Значи ќе ме излажеш, мјау. Во рета на 0230766777 може да го искористиме и вашето јавување за да ни одговорите и на
Еве една ваква анкета, како велиме ќе покаже сега Тео. Денеска е денот на лагата, прашуваме кој најмногу лаже во Македонија. Така, ако може да листата прикажува. е следна, па еве може да редите, да направите една скала. Така, значи пак тема на денот, денеска е денот на лагата, кој највеќе лаже во Македонија? Лекарите, медиумите, политичарите, наставниците, трговците, рибарите, арамиите, банкарите. Ајде да не прашаме кој највеќе лаже. Според вас, Мажите, жените. кој најмалку лаже од овие? Секако во коментари ви очекуваме. На 023076677 ве очекуваме во ова шегобено издание, но воопшто не е смешно кога и премногу не лажат, зарем не, мјау. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија? Добар ден. Јас мислам дека кој да најде да видиме кој помалку лаже овдека, пошто овдека за лажење не знам како да кажам, голема конкуренција е. Така, и сега малце свртиме кој најмалку лаже според вас. Па ја така мислам, не знам најмалку да речем, ајде дека лажат лекарите. Нив да ги ставиме дека најмногу лажат, а најмногу политичарите. Значи, како протокол, ако си политичар, ја мислам дека протоколот ти е да мораш да не кажуваш вистина, ајде да не викам лажење. Да, пример, спомнавте политичарите. Тие повеќе лажат од арамиите според вас? Ја мислам дека конкуренција на нив никој им нема. И арамијата ќе го фатиш кога лаже, кога она некако можеш да му дадеш, али на политичар не. Значи политичарите се број еден, секоја им чески речам, и за лажење треба да сме способни. Значи не може секој да лаже. Ако излажеш после некое време ќе кажеш она ќе те фатат. Така да и за да излажеш, например, и тоа е способност некоја. Затоа викам политичарите, ја мислам дека на политичарите и тоа им е протоколот, да не ја кажуваат вистината. Вистината на крај, ако искочи некако, ако треба да искочи, ќе искочи. Меѓутоа они не можат, ја не знам што нешто е донесено без лага, ама стварно не знам. И еве, доста пратам све, буквално све, и читам, и гледам, и рете други работи, и странски овие портали све, меѓутоа, тоа е нешто, не знам, такви невистини. Може би посетуваат тренинг центар за лажење, не знаеме тоа, но оно што секако знаеме дека интересни твитови имам. Така, да ги и видиме коментари. заедно. Идеме од еден твит од Бабчо. Македонија е држава. Прилилили. А нас телефонот ни свири. Добар ден. Добар ден. Добар ден, мјау. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Кој најмногу лаже во земјава? Па се знае кој лаже најмногу во земјава. Политичарите. А кој најмалку? Најмалку децата лажат, затоа што тие ќе излажат за едно чоколадце. Не. Најмалку децата лажат. Децата. И ништо повеќе. Тоа да. Така, имавме една, вака имавме спомнато и лекари, и медиуми, и наставници, па дури и рибарите се тука, арамиите. Според вас, кој уште многу лаже или најмалку лаже од овие? Во принцип може ги видите. Листата, банкарите. Лажат, но ако го стоа, значи во принцип сите лажат, но ако тоа сето го степенуваме, значи најмалку рековме децата, најмногу политичарите, но измеѓу нив кои ќе ги ставиме, сите лажат, лажи вере песмата како што е, значи сите лажат, поштен нема, искрен нема, освен децата. Значи само децата ќе ги треба, друго све. Во однос на машки и женски, жените повеќе лажат од мажите, затоа што ипак ги оправдувам и ние, затоа што мора да скријат одредени тајни, кои што можат да им наштетат многу далеку повеќе во однос на мажите ако лажат, значи тие сепак имат поголема потреба да излажат. Но не е за оправдување ни една лага. Значи, кога би могле сите да бидеме искрени, да бидеме поштени, би немало подобри луѓе од нас на целиот свет. А ќе го поздравам.
Истече времето, не го фативме поздравот, ама Мјао може пак да ни се јавите, се уште тече црвена линија. А жените те најмногу лажат кога ќе купат нешто ново, па треба да го сокријат, па да ви го покажат 2 месеца подоцна што купиле. Не навлагам у таа тема, многу е дискутабилна сега. Да се свртиме ние на нашите пораки, односно коментари на црвена линија на Facebook. Имаме нов коментар од Игор Јанковски. Здраво, кратко, јасно, политичарите. Ти гледаш, политичарите многу се популарни нешто за ова? Да, но па се уште може би одат на тренинг. Така, значи денеска е за нив денот на вистината најверојатно. А ние на 023076677 ќе вклучиме наскоро уште еден гледаш, па вие Мјао ќе ни кажете дали на врвот остануваат според вас политичарите, како сите гледачи до сега што кажа и да ни издвоите можеби кој од овие останатите најмалку лажа. Така, кога сме веќе кај политичарите, имаме твит од Чернобил 86-та, исто е слично за тоа. За македонски политичар секој ден е април или. А повторно нас телефонот ни свири. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Црвена линија. Добро. Овде Бабаровско село Орман. Ајде, голем поздрав. Кој навише лаже? Заев, неговиот заменик и целата влада негова. Они ни излажеа до коска овие 5 години и уште не лажат, а најмалку лажат децата, а ја да признам дека и ја еднаш кај излажав, овде на пријателките у Орман, реков машиме тепа, а ја сервирав масата, све готово за јадење и они сите дотрчаа, кога видоа масата, што си направила? И така си направивме еден кеф. Не го чекав тоа. Така, за кеф. Не го чекав тоа. Ми изненадивте, само тоа ќе кажам. Така, ми поздравени. Бабаровска е многу стара, ма сака да разговара со вас. Секогаш Бабаровска, Мјао, тука сме во прво априлско издание на Црвена линија. И сега го ќе ве подсетиме, она за што ве прашуваме е кој најмалку и најмногу лаже. Тука ги спомнуваме и лекарите, медиумите, новинарите, политичарите, рибарите, никој не ги кажа за ништо. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Благодарам. Среќен празник, денот на лагата. Благодарам, Мјао. Во Македонија највеќе лажат овие потпаролите на опозицијата. Значи, нема да зинат да отворат уста, а да не излажат. А кој најмалку лаже? Молим? Кој најмалку лаже во Македонија? Најмалку? Да. Тако. Најмалку лажат малите овие, дечињата што са. Дечињата? Тие најмалку лажат, тие не знаат да лажат. Тука ќе вклучим и медиумите. Ајде сега ќе ви покажем и една листа и ви од овие да ни кажете кој најмалку Да, од понудените, од нашата анкета. Од нашата листа, еве ги. Имаме тука лекари, медиуми, политичари, наставници, трговци, рибари, арами и банкари. А мислим дека наставниците најмалку лажат, затоа што тие се работат по програма и не смеат да ги лажат децата. Другите овие сите лажат. И банкарите, рибарите највеќе лажат. Рибарите, да. Така имам слушнато. Да, така е, лажат многу и лажат овие, ви реков за кои лажат, медиумите највеќе лажат. И слушаш ти денеска едно, утре слушаш друго ден слушаш трето, за политичарите да не збориме тие не смеат да лажат и така натаму. Да, според вас кој најмалку? Наставниците. Наставниците најмалку лажат. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија на 023076677. Дали имаме повторно да ни звони црвениот телефон? Добар ден. Здраво. Здраво. Па според мене јавна политика ќе помешам заради тоа што стварно е така. Значи, калето на чело, па британска амбасада, па евроамбасадорине, значи тие се најголеми лажови, тие успеваат дури и нашите преваранти од политичари да ги изложат. А најмалку кој лаже, Мјао? Па најмалку според мене бебе што се што туку родило или некоја чистачко, некоја фирма.
бидејќи таа ќе ти каже све. Еве ќе ви покажам една листа, имаме тука една листа со наставници, медиуми, банкари, лекари. Ги спомнувате рибарите, знаеш она лага која му рекле токава риба фатило вакава и они му рекле другите таму, веќе слушај ги врзиме рацете да не може ги шириш. И овој со врзани раце ги расширил двете раце и рекол со токаво око, вика, риба фатив. Значи, колку што ги расширил двете раце, окото било токаво на рибата. Значи, ептен рибар, значи рибариште. Кафинта, да. Видов, ама не битно. Важно, ја мислам дека само деца мали не лажат, бидејќи се уште се чисти души искрени. Ова све нагоре више све лажи. Па и ја, и ти, и вие таму кои се, не може да пройдеш ако не излажеш. Само знаеш што е у граници едно, а друго е кога ќе се претера. Еве да речеме сега и овој за пописот не излажа па никому ништо. Благодарам, 90 секунди одмина. Сега Тео Мјау што? Сега е време за кратки реклами. Еве сме назад после кратките реклами и сега да се подсетиме на нашето анкетно прашање, односно анкета на црвена линија Instagram гласлеше вака: кој е број 1 лажго во светската политика? Тоа беше нашата денешна анкета, а вие на Facebook во коментари можете ги видите сите коментари што се. И важно да дајете, зашто не? И продолжете да коментирате, отворено е Мјао. А во продолжение ќе ве подсетиме дека од понеделник во истото време, 16 часот и 15 минути, веднаш после вестите, ќе зборуваме за една малку тема за која што, еве, Тео ќе нагласи. Така, темата за понеделник едноставно се гласи извршител, професија или роднина на грофот Дракула. Така, нема да го вклучиме грофот Дракула, туку ќе ве вклучиме сите вас да проговориме токму за оваа проблематика. А сега ве оставаме Мјао и на викенд, и на програмата на Телма телевизија, ќе уживате во богата филмска програма, а од мене и Тео, чао, и од мене Мјао. Имајте убав викенд. Чао, чао.